Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Општина Аеродром од 4 до 8 септември повторно ќе биде домаќин на Аеро Стрит Фуд Фестивал, кој годинава ќе се одржи во проширен формат, со побогата гастрономска понуда, разновидна музичка програма и содржини за посетители од сите генерации. Во текот на 5 фестивалски дена, посетителите ќе имаат можност да уживаат во специјалитетите подготвени од повеќе од 15 познати гастрономски брендови. Организаторите најавуваат богата понуда на улична храна, од бургери, такоси и киро преку суши и интернационални специјалитети до различни десерти со цел секој посетител да може да пронајде вкус по свој избор. Покрај гастрономската понуда, фестивалот и оваа година ќе биде посветен на промоција на домашната музичка сцена. На фестивалската бина ќе настапат исклучиво македонски музички изведувачи, бендови и диџеи со програма што опфаќа повеќе музички жанрови и е прилагодена за различна публика. Организаторите посочуваат дека целта на фестивалот е да создаде препознатлива урбана манифестација што ќе ги обедини љубителите на добрата храна, домашната музика и квалитетната забава, нудејќи простор за дружба на семејствата, младите и сите посетители. Настанот е поддржан од Општина Аеродром и град Скопје, кои, како што наведуваат организаторите, ја препознаваат неговата улога во збогатувањето на културно-забавната понуда во главниот град. Второто издание на фестивалот ќе понуди 5 фестивалски вечери, исполнети со разновидни вкусови, богата музичка програма и урбана атмосфера, со амбиција да прерасне во една од најпосетените манифестации во Скопје. Општина Кисела Вода во соработка со Кинотека на Македонија овој викенд организира бесплатни филмски проекции на отворено во амфитеатрот на Домот на културата во Драчево. На програмата се 2 познати македонски остварувања во режија на Дарко Митревски. Утре или сабота од 20 часот ќе се прикажува филмот Балканкан. Публиката ќе има можност да ја погледне оваа комедија со актерските остварувања на Владо Јовановски, Тони Михајловски, Адолфо Марџота, Звездана Ангеловска, Никола Којо, Бранко Ѓурич, Владимир Ендровски, Петар Божовиќ и Наџи Шабан. На 9.8 или недела од 20 часот на репертоарот е трето полувреме. Филм инспириран од вистински настани со улогите на Сашко Коцев, Катарина Ивановска, Ричард Самел и Раде Шарбеџија. Влезот за двете проекции е слободен. Ги покануваме сите љубители на филмот да се придружат со своите семејства и пријатели на оваа викенд дружба посветена на македонската кинематографија, велат организаторите. Јавното предпријатие Паркинзи на Општина Центар денеска официјално ги пушти во употреба новите канцеларии за грижа за корисници, со цел да обезбеди поквалитетни, побрзи и поефикасни услуги за граѓаните. Од предпријатието информираат дека со отворањето на новите простори се создава посовремен, пофункционален и полесно достапен простор, каде што корисниците ќе имаат можност на едно место да ги добијат сите потребни информации и услуги поврзани со работењето на предпријатието. Со отворањето на новите канцеларии за грижа за корисници создаваме посовремен, пофункционален и подостапен простор во кој граѓаните ќе можат поедноставно и поефикасно да ги добијат потребните информации и услуги, посочи од јавното предпријатие Паркинзи на Општина Центар. На свеченото отворање присуствуваа градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски и директорот на ПОЦ Душко Коцевски. Тие ја истакнаа заедничката определба за континуирано унапредување на услугите, модернизација на работењето на предпријатието и подобрување на комуникацијата и односот со граѓаните. Според нив, инвестициите во подобри услови за работа и во поквалитетна услуга се дел од заложбите за поефикасна и потранспарентна јавна администрација, која ќе одговара на потребите на жителите на Општина Центар. Новите канцеларии за грижа за корисници се сместени на приземјето на дирекцијата на ПОЦ, на булеварот Гоце Делчев, број 14 во Скопје, каде што граѓаните од сега ќе можат да ги остваруваат своите барања и да добиваат информации за овие просторни услови. Општина Ѓорче Петров доби уште една современа фитнес зона која е поставена во дворот на основното општинско училиште Мирче Ацев. Новиот спортско-рекреативен простор денеска официјално беше ставен во функција. Според локалната самоуправа ќе придонесе за поттикнување на здравите животни навики кај учениците и младите.
Градоначалникот Александар Стојковски информираше дека поставувањето на фитнес зоната е дел од поширок проект што општина Ѓурче Петров го реализира со поддршка на Министерството за транспорт и врски, насочен кон унапредување на спортската инфраструктура во општината. Ова е една од трите нови фитнес зони со кои создаваме подобри услови за спорт, рекреација и здрав развој на нашите деца и млади. Нашата цел е јасна, спортската инфраструктура да биде достапна во секоја населба и во нашите училишта, истакна Стојковски. Од општината посочуваат дека проектот има за цел да овозможи современи и безбедни простори за физичка активност, кои ќе можат да ги користат не само учениците, туку и жителите од околните населби. Локалната самоуправа најавува дека ќе продолжи со инвестиции во изградба и модернизација на спортските рекреативни содржини, со цел да се подобри квалитетот на живот и да се поттикне активен и здрав начин на живење кај сите генерации. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во